Нема ништо необично во појавувањето на изворот на геотермална вода во селото Видовиште ако се има предвид геолошката структура на Кочанската котлина, сметаат луѓето кои од научен аспект ги истражуваат геотектонските карактеристики на регионот. Според доктор Војо Мирчовски, професор на катедрата за хидрологија и геотехника при Факултетот за природни и технички науки на Универзитетот Гоце Делчев, познато е оти температурата на подземните води во котлината достигнуваат до 78 степени Целзиусови, што е резултат на тоа што одовде поминува регионална раседна структура. Таа има правец северозапад-југоисток и ги раздвојува српско-македонскиот масив и вардарската зона, односно две крупни геотектонски единици на просторот на Македонија. Токму ова, според професорот Мирчовски, придонесува за високата температура и зголемениот проток на геотермална енергија на овој простор. Положбата на оваа селото, значи, исто така овозможува, бидејќи она се наоѓа на оваа раседна структура, како резултат на овие движења кои што се случуваат во одредени периоди, односно реактивирање на тие процеси, значи доаѓа до олеснато излегување по овие разломни зони, по овие здробени зони, значи има олеснување на движењето на овие геотермалните флуиди и нивно појавување на површината на земјата. Кај изворот во Видовиште беше измерена температура на геотермалната вода од околу 18 степени Целзиусови, што според професорот Мирчовски не значи дека таа во подлабоките слоеви на почвата не е повисока. Максималните измерени температури кои што се наоѓаат на овој простор се некаде 78 степени. Значи, тоа укажува дека овие води кои што се појавуваат во селото Видовиште, значи они во горните делови се мешаат со ладни води кои ги има и затоа тие добиваат таква температура. Значи, ако ние со дупчиме на овој простор, секако дека ќе се добијат многу повисоки температури, барем со температура од околу 78 или 80, а се претпоставува дека на тој дел е можно да се појават и геотермални флуиди со повисоки температури. Геотермалната вода во Видовиште се појави на западната страна од селото, во една од нивите недалеку од последните куќи. Според кажувањата на предците на местното население, овде и порано имало појава на топла вода, поради што било евидентирано постоење на бања уште во римско време. Капацитетот на изворот е околу 10 литри вода во секунда и досега не е правена анализа на минералниот и хемискиот состав на водата.